Јас се викам Каевски Лазар, работам 25 години овде на лиење, во Ливница. Јас сум Петров Ордан, металостругар. Перка Тончек, металоглодач. Јас се викам Карафиловски Вове, по професија сум металобрусач. Се викам Становски Љупчо, по професија сум металодупчач. Се викам Јоксимовски Тоде, по занимање сум металобрусач. Специјалност ми е острачнава. Се викам Спасовски Зоран, по занимање сум алатничар. Живееме во знакот на техниката, со ритамот и звукот на фабриката. Металците се гордеат со струката, ја следат и се дружат со науката. Создаваат и творат за еднината, за себе и за татковината. Живееме во време на леарите, металостругарите, браварите. Живееме во време на лимарите, металоглодачите, ковачите. Јас се викам Джеповски Апостол, на работа сум во металскиот завод ето од 1947 година. Работим као ВК калапер во ОЗ Телеарница. Пред пензија сум, до нова година ќе одам во пензија. Живееме од трудот на металците, за нив треба да се држат палците. Неуморни и вешти со алатите, со машините и со апаратите. Запрефтани в погоните и халите, тие прават чуда од металите. Живееме во време на леарите, металостругарите, браварите. Живееме во време на лимарите, металоглодачите, ковачите. Живееме во време на леарите, металостругарите, браварите. Живееме во време на лимарите, металоглодачите, ковачите. Се
викам Никола Стојановски, КВ металострујар во металскиот завод Тито, во работна организација ФОП. Металострујарскиот занат по завршувањето на мојата осмолетка го одбрав металострујарскиот занат, бидејќи ете како дете уште ми се свиѓаше, бидејќи доста беше комплициран и интересен е овој занат. Се викам Стремановски Томче, иначе имам 18 години. Роден сум 1964 година. Овој позив го одбрав за тоа бидејќи ми се допада, а исто така може да кажам и дека овој позив ми се допада дека другарот Тито бил исто така металски работник. Инаку сум завршил средно металско училиште, Никола Тесла, и може да кажам дека одма по завршувањето после неколку месеци се запослив, така што и тоа ми беше едноставна цел за учењето, бидејќи да се предам за таа стилка. Тито за нас беше голем државник и борец. Беше првиот наш војник, поет, мислител и творец. Тито за нас беше голем, искрен, добар другар. Беше сакан светски лидер, водач омилен и мудар. И за сето тоа време тој остана верен на работничката класа, од која израсна и стаса. Беше металец вреден, во машините влюбен. Беше мајстор за пример, нека цути неговото име. Беше металец вреден, во машините влюбен. Беше мајстор за пример, нека цути неговото име. Работам у металскиот завод од 62 година. Имам завршено коце металец во индустријско училиште, а потоа работам во погонната латница. Работата е тешка, но и занимлива. Се бара голема прецизност, квалитет. Примањата се, може да кажам, добри. Иначе учествувам на такмичењата на металските работници. Веќе 10 години кои се држуваат во оквир на работната организација во оквир на републиката и државни првенства. Имам освоени неколку награди на први места во оквир на работна организација. Освоено прво и друго место на републички такмичења. Прошла година на државното првенство во Тито Митрица го освои првото место во мощна силна конкуренција.
Се викам Блажевски Хранислав. Завршив машински техничар во ЕМУЦ Никола Тесла и нескоро се вработив во оваа работна организација, така што бев добро примен во оваа работна организација, бев примен као металоглодач, работев на глодалка. Но по кратко време, со добра работа, бев префрлен на подобро работно место, на попрецизна машина, на која сега работам. Оваа машина е координатна дупчалка која работи доста прецизни делови за специјални машини. Оваа машина прецизна е до 2000 дел од милиметарот, со кој се изработува доста прецизни делови за специјалки, за специјалните машини што имаме во оваа работна организација. Овие делови се доста скапи и работата е доста одговорна. Јас сум Блажевски Борис, металоглодач во работна организација ФАМ Скопје. Иначе работам на ова работно место непуни 20 години и прилично сум задоволен од своето работно место. Било во поглед на примања, услови на работа и од други причини. Иначе се гордеам што сум металец. Работното место, металоглодач, потребни се две работи. Прво, одговорност и втора, јака прецизност. Одговорност потребна е затоа што делови се изработуваат кои се од висока вредност, капитални делови, и тачност затоа што потребно е да се потребни се мерки кои се дури и помали од 100 дел од милиметара. Иначе, глодало дупчач е доста занимлива работа и на секој би му препоручил да се занимава со оваа работа. Иначе може да се заработи доста, моите се примања доста високи, со доста труд и примањата нормално високи. Јас се викам Вангеловски Љубе, дипломиран машински инженер сум, работам во РОФОП, односно во Металски завод ИТО, РОФОП. Работам во технолошко оделење како технолог програмер. Работам на програмирање на овие NC машини, односно CNC машини. Тоа се машини кај кои што покрај работата што ја вршат постои можност и за само контрола за своите грешки во програмирањето и контрола, односно грешки кои што се јавуваат дефекти на самата машина.
Инаку самата работа на оваа машина се состои во следното. Јас како програмер треба да изработам врз база на цртеж кој што го добивам од конструктивното одделение, треба да изработам технологија, односно програм за изработка на тој дел што треба да го работиме. Тоа го работам не на оваа машина, туку на страна, така да не ја ометам работата на самата машина. Се работи на дупчена трака и за време на работата на машинава која што работи претходен некој програм, од позади на машината се снима програмот кој што треба да го работи следниот комат што треба да се работи. Така да машината воопшто не се прекинува со работа. Се снима програмот, го добиваме тука на овој таст, на оваа тастатура тука и гледаме што сме направиле. Првото парче го проверуваме како е, какви се резултатите од моето програмирање и понатака работата на мајсторот се состои во тоа да само постави парче, ја уклучи машината и машината сама комплетно го изработи целото парче. Самата работа на мајсторот е многу олеснета. Он има за задача само да проконтролира, евентуално да биде покрај машината, да не дојде до некоја хаварија, што не смее да дојде. И другата предност на машина, огромна предност е што заменува од прилика 5 до 6 класични машини од овој тип, демек стругови. И уште една огромна предност кај овие машини е што дава изворедно добар квалитет. Тој квалитет се мери и можностите за регулација на оваа машина се во микрони, така да покрај стругарските работи можеме да ги коригираме, односно да ги избегнеме и додатните операции што понатака со сегашните машини што ги имаме, моравме да ги коригираме со брусење во универзално брусачко или на другите брусилки, а оваа машина ја има таа предност да е изфрлени се додатните операции. Живееме во знакот на техниката, со ритамот и звукот на фабриката. Металците се гордеат со струката, ја следат и се дружат со науката. Создаваат и творат за иднината, за себе и за татковината. Живееме во време на леарите, металостругарите, браварите. Живееме во време на лимарите, металоглодачите, ковачите. Хеј, хеј! Хеј, хеј! Хеј, хеј! Хеј, хеј! Живееме од трудот на металците, за нив треба да се држат палците. Неуморни и вешти со алатите, со машините и со апаратите. Запрефтани в погоните и халите, тие прават чуда од металите. Живееме во време на леарите, металостругарите, браварите. Живееме во време на лимарите, металоглодачите, ковачите. Хеј, хеј! Хеј, хеј! Живееме во време на леарите, металостругарите, браварите. Живееме во време на лимарите, металоглодачите, ковачите. Хеј, хеј! Хеј, хеј! Ова е компјутерскиот центар на Металски завод ИТО. Наменет е првенствено за автоматизирање на информативниот систем во производството со крајна цел за автоматско пратење на производството и негово планирање. Намената му е, освен за тоа, да се прошири и делувањето на инженерско-техничкото работење преку инженерската графика, која сега се уште е во фаза на разгледување и освен инженерско-техничката графика, автоматското управување со нумеричките машини. Првата фаза на проектот, која веќе ја почнавме со работа, е освојување на тој информативен систем во производството, преку пратењето на залихи, составниците, планирањето на материјалите и сите оние останати елементи кои тие го сочинуваат. Освен информативниот систем во производство, чија првенствена намена е на овој компјутер, го користиме и за автоматизирање на информативниот систем во комерцијално-финансиското работење и наравно за останатите намени
kao što se inženjersko-tehnički programi za улеснување на работата врз база на проектирањето на финалните производи. Кога сврши основно училиште, стариот му рече: синко мој, најдобро в индустријско запиши се, потем ти ќе видиш човек свој. Така стори и воопшто не погреши, занаетот го изучи за пет. Лесно в железарата се вработи, таму тој го најде својот свет. Денес тој е мајстор над мајсторите, Тој ни треба, тој ни значи се.